Се јавуваме од центарот на градот и како што веќе може да забележите, конечно започна оној препознај сообраќајен метеж во овој дел од утрото. Па поубав сум од Јована, нормално нека ми неќе ме знаеш. Дејан Андоновиќ, добро утро, како се утро? Добро утро. Еве, гледам какво е времево, како се менува и морам да признам дека во контекст на нашиот разговор временските услови, она што го зборуваме секогаш може да изненадат, па со тоа и мораме повнимателни да сме во сообраќај и покрај тоа што еве, полека и сонцето искача, но во секој случај нели атмосферски влијанија и промените нагли може да влијаат врз и нас и врз техничките овие исправности на возило, поотаму секогаш апелираме да бидеме внимателни во сообраќајот. Да, секогаш внимателни во сообраќајот. Започнуваме со една кампања која што е последна ваша, која што постојано апелирате, меѓутоа додека се управува, додека се вози автомобил, да не се користи мобилен телефон. Па да, тоа е нели понова да кажем изминативе 10 години, понова можност за опасност и ризик при управување на моторно возило да користите мобилен телефон. Кампањата се содржи во тоа дека како и да се движите низ Скопје во нормални услови 10 на 15 минути, можете да се воздржите од таа да кажеме лоша навика, бидејќи ако забележувате сите ние за жал ќе застанеме на семафор, сите у мобилните гледаат за да поминат тие досадни минута или две, додека досадни под наводници се разбира, додека чекате семафор или преминувате улица или нешто, но тоа го зголемува многу ризикот, бидејќи одолговлекува внимание, многу долговлекува внимание и многу е причинител за некакви сообраќајни инциденти. Значи ли дека се потребни повеќе можеби казни? Па казната ми се чини 40 на евра во денарска противвредност, но мислам дека не треба све да оди во казни, него треба малку да се подигне јавната свест, да бидеме самите разумни свесни дека чим сме доволно ментално зрели да положиме за управување со моторно возило, треба да бидеме зрели и одговорни и да разбереме дека додека управуваме моторно возило не мора таа порака да ја напишеме. Знаете, порано пред да се појават паметниве телефони, се апелираше не разговарајте на телефон додека управувате моторно возило. Тоа може и да се реши со оние Bluetooth слушалки или нешто, но трендот да се пишуваат пораки и да се чита што има на мобилниот телефон во моментот кога се движите е многу опасно. Тој сега малку се намалува со нашиве кампањи. Ми се чини дека кампањите играат улога, но сепак е многу високо, бидејќи според некои истражувања 16% во светот користат мобилен телефон додека управуваат со моторно возило, кај нас 63%, во 45% е на светско ниво, 63% е кај нас, а 16% е во Соединетите Американски држави. Значи на една голема држава, технолошки многу поразвиена од нас, сепак како свеста да е повисока, бидејќи сообраќајните метежи се во сите градови големи и ризикот е голем. Едуцирате и постојано, едукативна активност, и јас и ти сме пешаци во сообраќајот. Имаме кампањи цела година во зависност од календарот на активности. Еве сега имаме оваа кампања за мобилни телефони, следуваат матурите, нели тука да апелираме околу матурите и тие апели и до родителите и до децата до матурантите кои треба да идат на матурска вечер да не управуваат со моторно возило. Имавме зимска кампања нели околу зимска опрема за појаси. Неодамна завршивме кампањата за паркирај совесно, да укажеме дека понекогаш се заборава колку е опасно ако сте неодговорни и кога ќе се паркирате неодговорно. Пешаците секако најмасовна категорија во сообраќајот, сите сме ние први пешаци, па потоа се друго. Треба да се почитуваат пешаците, но и апел јас секогаш велам обратно. И пешаците мора да знаат дека и за нив има правила и прописи, а не самото тоа што си пешак да имаш предност и да правиш што сакаш. Оттаму апелираме да бидеме поодговорни во сообраќајот. Сите ние да бидеме поодговорни во сообраќајот, да се подигне јавната свест и да се подигне сообраќајната култура. Сообраќајната култура подразбира многу работи и е во контра со она што вие пред малку ми рековте санкции. Да, санкции за пребрза, за неприлагодена брзина, за непочитување на сообраќајните правила и прописи, управување под дејство на алкохол, да,
тука нема толеранција. Но сето друго, зошто воопшто да размислуваме дали ќе не види полицајецот дека сме ставиле појас, или добре не ме види полицајец со зборев на мобилен телефон, или ќути се паркирав, никој не ми ја дигна колата. Тоа е сообраќајната култура. Што е важно дали ме видел полицајецот? Важно е дека сум возел и читал порака, сум го ставил мојот живот и животот на тие околу мене во опасност. За жал, додека го правиме ова линковско вклучување, зад тебе има семафор. Сега јас го гледам нети, меѓутоа на црвен сигнал слободно си поминуваат пешаците. Ете тоа е тоа што не се повторно ќе кажам, сообраќајната култура кај пешаците е многу ниска и тоа може сите да се лутат што го кажам, но преминувањето и на зебра преминувањето нема сообраќајна култура. Трга право, па десно, па лево. Колку пати ви се случило да преминувате улица и во тој момент некој да сврти на пешачки човек и да се удрите. Значи, тоа е таа сообраќајна култура. Ке го преминеме, одете право. Значи, има насока, а не да сите нешто брзаме, сите нешто правиме да поминеме да не види некој, зборувам генерално, и сега знаеш во тој еден метеж, во тој еден хаос се случуваат сообраќајни инциденти. Оттаму ја апелот, бидете првин сообраќајно културни. Второ, подигнете се малку свеста и трето, почитувајте ги правилата и прописите. Сите ако ги почитуваме правилата и прописите, ќе имаме нула жртви во сообраќај. Да ги споминавме матурските прослави, тоа значи дека зголемен број на возачи кои што нели ќе имаат право веќе да управуваат со автомобил. Сакам да ги споминаме тука електричните тротинети. И тие ги гледаме насекаде. Потребна ли дозвола за нивно управување тука? Така, во соседството има иницијативи и има веќе одредби законски. Јас, она као новинар што го знам, можам да кажам, во соседна Србија ми се чини дека ќе треба да има возачка дозвола или такво нешто. Кај нас тоа се уште не е во процедура, колку јас знам, сепак тоа не е работа на Советот, туку работа на МВР и на останатите институции. Дали треба или не можам да кажам, но треба да има да се почитуваат правилата и прописите. Околу електричните тротинети правилата се јасни, иако нема заеднички и единствени правила во цела Европска унија, да кажам, како што е за другите учесници во сообраќајот. Некаде старосната граница е 12, некаде 16, кај нас е 14. Но јасно е дека освен 14 години не сме да се возат двајца, брзина на движење 6 км на час по пешачка патека, по велосипедска патека е 25 км на час. И сега да не набројувам многу работи, кацига, заштитна, не сте обврзани да носите, но е добро да носите, бидејќи вие штити вас главата, значи не се работи, мора да ја носите. Тоа е сообраќајната култура. Стави ја, ништо не те чини, не де Боже нешто ако се случи, ќе се спасиш од посериозна повреда. Рефлектирачки елек кој треба да го ставите со паѓањето со заминувањето на денот до изгреј сонцето, за да може да ве види некој додека возите. Значи, тоа се некои правила кои ги има кај нас за електричните тротинети. И се разбира, насоката на движење. Не може да преминува тротинетот да вози во контраправец и да преминува на ваква зебра. Ако има црвена трака, ќе побине, ако нема, ќе се симне и ќе премине како пешак. Тоа се тие правила кои мораме да ги почитуваме сите ние што возиме, или сите оние што возат, се додека не одлучи некој што повеќе знае дали треба возачка, дали треба лиценца или возачка дозвола или не знам веќе што. Ке се согласиш дека можеби повеќе загрижува фактот што деца многу често гледаме како ги управуваат? Па сега старосната граница е 14. Ако вие као родител му дадете на вашето дете кој има 12 години, ама добро знае да вози, да управува со моторното возило, обврската и одговорноста е ваша и вие сте одговорни. Затоа и ова околу матурата и затоа ова околу се. Ние не апелираме само за децата, ние апелираме до нивните родители. Нивните родители за децата се она пример како треба да се однесуваат. Сме го зборувале многу пати тоа, дека деца чии родители доека биле мали, биле сведоци на нервозно управување со моторно возило, нели пцости, ова, она, и тие стануваат такви возачи утре кои ќе порастат. Деца кои
кои се сведоци, родителите се мирни, сталожени, полека и тие се сталожени утре во сообраќај. Ние сме пример за нашите деца, но пример и за новите генерации кои доаѓаат. Дејан, благодарам многу на одвоеното време. Секако уште многу линковски вклучувања, матурските собраќајот е, ги споменуваме, меѓутоа убаво е секогаш да апелираме. Собраќајот е нешто што нема ни вера, ни политика, ни пол, ни род, ништо. Сите сме учесници во сообраќај, сите мораме да бидеме внимателни и одговорни, бидејќи сме сите потенцијални жртви на неодговорноста во сообраќај. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.